Историјата дефинитивно се повторува. Предавниците ги имало и ќе ги има, се слушнаа повеќе коментари на денешното одбележување на годишнината од предавството и ликвидацијата на вториот плачковички одред. Местото Вршидол, каде се застрелани народните херои и правоборци Ванчо Пркет, Тошо Арсов, Александар Митрев и Ванчо Китанов, денес ги собра пензионерите и членовите на општинските боречки организации од Виница и Штип, кои со полагање свежо цвеќе оддадоа почит кон судбината на македонскиот народ, а наставникот Тодор Димитров даде квалитетна ретроспектива на случувањата од тој период. Тука во коливата е била следната состојба. Тројца се на лице место тука утепани, тројца се заробени и тројца се спасили од смртта. Тука се утепани Ванчо Парке, Тошо Арсов и Александар Митрев. Тоа момче Александар Митров е од Пиринска Македонија, ама дошло тука да се бори против бугарската власт. Инаку тој е македонец од Пиринска Македонија. Ванчо Китанов, Никола Нехтенин и Димитар Цецов, тие тројца се заробени. И од тука ги водат во Виница во полицијата. Меѓутоа Ванчо Китанов и бил тешко ранен и одлучили да го однесат во болницата во Штип и таму го однели и починал. Димитар Цецов и Коле Нехтини ги водат во Кочени во полицијата. Таму го испитуваа, не признаваа ништо, изведат и од градот надвор. Тоа сега таму една печатница имаше и таму ги стрелаа, тие се стрелани. А останува живи со бегање се спасува Димитар Ушински, Гоше Сламков и Исак Сион. 21 мај го одбележа и организацијата на резервни офицери со полагање свежо цвеќе пред плочата на загинатиот бранител од 2001 година капетан Кирчо Димитриов, чие име го носи спортската сала во Виница, а со едноминутно молчење учениците, борците, пензионерите и локалната власт оддадоа почити на бранителите кои животот го загубија пред само 2 недели.